Што е познато во јавноста, Народно движење за Македонија на 22 мај поднесе предлог закон за амнестија на граѓаните учесници во настането 27 април во Собранието на Република Македонија. Талат Џафери со повратен допис од 6 јуни ни ги враќа овие материјали со еднонаменско образложение дека Народно движење за Македонија не може да биде предлагач, туку може да даде само иницијатива. Ова е една голема лага од Талат Џафери, бидејќи видно од нашиот предлог закон до Собранието, таму јасно стои дека ние се повикуваме на членот 71 став 2 од Уставот и членот 133 од Деловникот на Собранието, во кои членови јасно е пропишано дека секој граѓанин, група граѓани, институции или здруженија може да дадат иницијатива за донесување на закон во Собранието. Значи, нашата иницијатива е длабоко законски заснована, меѓутоа вистинската причина зашто Талат Џафери ги врати нашите материјали лежи во фактот што во нашиот допис до Џафери подоле има фуснота во која ние кажуваме дека Народно движење за Македонија не го признава изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието, се до уставната оценка од страна на Уставниот суд за одлуката за негов избор. Впрочем, ние како Народно движење за Македонија и претходно имаме поднесено вакви иницијативи, како што е предлог законот за измени на изборниот законник, предлог законот за доделување бесплатна акции на сите граѓани кои што не добија акции во криминалната приватизација, или предлог законот за укинување на апанажата, и сите овие закони, повратно од поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски, уредно бевме известувани дека нашата иницијатива е примена и дека е доставена до сите пратеници. Значи, според Деловникот, Талат Џафери е должен нашиот предлог закон за амнестија да го достави до сите пратеници, повратно да не информира дека е доставен тој закон, а ние како Народно движење за Македонија сме согласни било која пратеничка група или независен пратеник да ја процесуира оваа законодавна иницијатива. Значи, од сепак нова што го износнов произлегува дека Талат Џафери, кој што беше донесен нова позиција со кршење на Деловникот на Собранието и понатаму продолжува најгрубо да го крши Деловникот, да не го ферма уставот на оваа држава и на тој начин покажува еден недостаток на политички и правен капацитет. Затоа и во овој случај го повикуваме Талат Џафери согласно Деловникот да ја достави нашата иницијатива во рок од 3 дена до сите пратеници, тоа е во смисла на член 133 став 1 од Деловникот, да ја достави до сите пратеници и да почне процесуирањето на оваа законодавна иницијатива. Поспротивно, ние еве сакаме да му порачаме на Талат Џафери, не може тој толку да ги враќа нашите иницијативи колку што можеме ние повторно и одново да ги доставуваме во Собранието. Затоа денеска повторно ја доставуваме нашата иницијатива до Собранието и очекуваме овој предлог закон за амнестија на лицата учесници во настаните Собранието на Република Македонија 27 април да биде процесиран, бидејќи се работи за многу битен закон за државата.